Почитувани мои, добар ден. Го следите новото издание на Црвена линија. Пензионери од сите делови од земјава вчера се собраа на трет голем протест во Скопје, барајќи слух од надлежните во врска со нивното барање за повисоки пензии. Линеарно покачување на пензиите за 5.000 денари и минимална пензија од 18.000 денари се двете главни барања кои тие ги упатија на протестот. Протестираа пред Американската амбасада, но ни таму, ниту во владата не беа примени. Најлинденска број 2 порачаа дека ниту по 3 месеци протестирање се уште немаат никаков одговор од владата и од Министерството за труд и социјална политика во врска со нивните барања, иако од Министерството за труд и социјала пред 2 месеци е формирана работна група со цел решавање на проблемите на пензионерите. Во работната група се представници на Министерството, владата, Сојузот на пензионери и од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, но не и представници од пензионерите кои што ги организираат протестите. Дали е оправдано барањето за линеарно покачување? Тоа е оно што денес ве прашуваме, се разбира, во Црвена линија. Меѓу другото имаме и плюс прашање, дали сметате дека има пари во фондот за било какво зголемување на пензиите? И време ли е за сериозна реформа на пензискиот систем? Тука и ќе ве потсетам оваа дискусија секако да ја продолжите и надополните преку коментари, шернување и лајкнување на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија на Facebook, каде е објавена исто така оваа тема, како и на Twitter, но и на Instagram. А доколку веќе веднаш не заследите на Instagram, ќе можете заедно со останатите инстаграмџи да земете активно учество во денешната анкета. На Инстаграм стори ве прашуваме дали е оправдано барањето за линеарно покачување. Имате две опции за одговор, да, не, кликате на вашиот одговор, а резултатите, како и секогаш, во проценти ќе ви бидат соопштени по рекламите во ова издание на Црвена линија. Сега ќе го проследиме и прилогот на мојата колешка Симона, а потоа веднаш стартуваме и со дискусијата со вас. Пензионерка јадеше лук и вода пред владата за да покаже како живеат пензионерите во Македонија. Ова е една од многуте пензионери од Македонија кои дојдоа на протест во Скопје. Бараат линеарно зголемување на пензиите за 5.000 денари, а ако тоа не се случи, најавуваат радикализација на протестите. Највозрастните прво се собраа пред Американската амбасада, каде што побараа средба со амбасадорката Агелер, за да ја кажат како што велат мизерната состојба во која што се наоѓаат, но по 1 час чекање беа одбиени. Од Американската амбасада пензионерите го продолжија протестот до Илинденска број 2 и со пораки и апели побараа покачување на пензиите. Не изостанаа ниту свирежи и пароли со оставка за министерката за труд и социјала Јована Тренчевска. Организаторите побараа и средба со премиерот, но и оттаму беа одбиени. Ова е трет поголем протест на пензионерите во Македонија. На претходните два највозрастните побараа линеарно зголемување на пензиите за 3.500 денари, што не е случај денес кога нивните барања беа линеарно покачување за 5.000 денари. Министерството за труд и социјала пред 2 месеци формираше работна група, а се со цел решавање на проблемите. Во работната група се представници на Министерството, владата, Сојузот на пензионери и од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, но не и представници на пензионерите кои ги организираат протестите. А по прилогот сега е време да ве вклучиме вас на 023070005, стандарден број за вклучување во Црвена линија и секако стандардно техничко правило да се намали тонот на телевизорот за да нема фонија, секако ехо во зборувањето и чувство дека не се слушаме. Тоа е сеете што бараме од вас во однос на техничкиот дел, но секако на што бараме како главно во Црвена линија е да ни дадете одговори на денешните прашања. Според вас, дали е оправдано барањето за линеарното покачување? Сметате
Смятате ли дека има пари во фондот за било какво зголемување на пензиите и дали сметате дека е време за сериозна реформа во пензискиот систем? Ако веќе го имаме и првиот гледач на 023070005 да го започнеме и новото издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, добар ден. Најубав ден ви посакувам вас. Па и дали е пред се според вас оправдано ова барање за линеарно покачување на пензиите? Секако дека е оправдано, затоа што значи многу пензионери има минимален личен доход, односно пензија и треба да се иде на тоа. Сите кои одиме во пензија, одиме со оно што сме го уплатиле. Тоа само да биде како старт, но сите покачувања треба да бидат линеарно, собрани сите средства на куп поделено на 330 и кусур илјади граѓани, оно колку испадне толку, така би требало да биде по мене. Меѓутоа, мене друго ме забринува. Значи го оправдувам барањето на пензионерите, но во фондот на државата, односно на пензионерското друштво, нема толку средства колку што се побарувањето. Треба едно да знаеме дека ако државата од својот фонд не донира средства во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, ние не можеме да земеме пензија. Ќе бидеме кусо за оноку колку што не донира државата. Во тешка ситуација е пензискиот фонд, во тешка ситуација се и пензионерите кои што не можат да врзат крај со крај. Во насето тоа државата, значи на некој начин треба да изнајде начин, да изнајде средства, значи да ги покачи ниските пензии, како што има минимална плата, да има и минимална пензија и од тука да иде стартот на пензионирање. Но не и да биде некој со 9, 10, 12 илјади, а некој да биде со 60, 70 па и 90 илјади пензија. Така, благодарам многу еве што бевте и првиот гледач во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Сум јас, добар ден. Добар ден, Црвена линија, повелете. Па вака ти да, овие немишини требаше уште од порано. Меѓутоа, пензионери како пензионери, кој болен од ова, кој болен од она. Една работа. Друга работа, председателите на општинските здруженија не даваат пари за автобуси, сами треба да се снаоѓаат и така. Меѓутоа, има ли пари во фондот? Би требало да има. И може да се изнајдат. Меѓутоа, како кога големите функционерите не им е ли срам? Прво Уставниот суд како можеше да дигне два прста за да им ги покачи 1000 евра плата на функционерите? Дали немаат дома да јадат? Абе, срамота, ја не знам, не можам. Ја би се срамел, ја еве обичен граѓанин би се срамел да излезам надвор да ме видат. Па ако излезам, ја ќе им речам, плюкајте на мене, плюкајте. Ова не е држава. Благодарам многу за јавувањето. Ќе посетам во продолжение секако дека ќе ги вклучиме и твитерџи. И еве преку излагањето на гледачот, воедно некако еве не насочи да почнеме и со овој твит кој што го издвоивме. Пензионери со реуми, покачен притисок и шекер протестираат, грмат низ Скопје, напишал 903. Омладина гледа тикток видеа и седи во кладиона. Ново одговорил Филип, пензионерите требало да си протестираат пред 20 години. 903 одговорила. Никогаш не е касно. Како и да не е досна на самиот почеток на Црвена линија сме за да ги дадете одговорите на денешните прашања. Според вас има ли пари пред се во фондот за било какво зголемување на пензиите? Дали ви се чини дека е и оправдано ова барање на пензионерите за линеарно покачување? И време ли е според вас за сериозна реформа во пензискиот фонд? Добар ден. Голем поздрав до вас. А јас сакам да кажам како тоа е оправдано за пензионерите. Мобилување. Нема тука што да се прави. Овие бандици, овие пропагатори, овие ајдуци, треба како да се сметат.
Да не кажа толку. Да остават и да. Како не ги саме, се отсъдга, пенсионер да яде, 8, 7, тони пенсия. Това е. Само да отидат ова трга. Сметате ли дека во фондот има пари за покачување? Има закажи. Има пари во фондот за закажи. Закажи е тоа. Нема. Тоа е прекасатено. Значи, тоа што докуча. Поздрав да го ти не поздрав. Многу голем поздрав и до вас. Продолжете да не гледате и понатаму, бидејќи ќе продолжиме и со вклучување на гледачи. Добар ден. Ало, Добар ден, во црвена линија сте. се слушаме, нели? Да, повелете. Вака, јас сум еден приватник од 90-та година. Добро. Ако од 90-та година веќе почне и приватно, треба секој кој колку давал, толку и да зема. Не може да има најниска пензија. Треба да одредат пензија најниска од година. Да речеме, ако некој работа од 15 години, предпоставка најниската пензија нека биде на минимална плата од 20.000, тогаш тој 20.000 делен на 40 години стаж треба да има 500 динара, да речеме, пензија од година. 15 години 7.500 пензија. Затоа што ној што плаќал 40 години не е и тоа што овој што плаќал 15 години. А пензијски фонд нема пари. Нема пари пензијски фонд, бијќи не може да има повеќе пензионери од вработени, односно вработени има повеќе за нешто, арнама 3-4 плати собери ги од што се издвојува во пензијски фонд, толку не покриват еден пензионер. Оти тој пензионер не е само пензијата, има и здравствено осигурување, има персонален данок. Па еве, Пензиите не се возможна ли е и време ли е да има сериозна реформа во пензискиот фонд? Никогаш бијќи се гребат политичарите. Не може да има реформа се додека политичарите се гребат. Тоа е гребење, мора да се формира Така, ќе подсетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди, но и ќе ве ухрабрам секако додека траеме можете повторно да се вклучите и да добиете нови 90 секунди. Големо благодарам за вашето јавување. Еве уште еден твит. Провинцијалецот има напишано држава еднакво пензионери 78%, еднакво 6%. А ние ве прашуваме пред се дали е оправдано ова барање на пензионерите за линеарно покачување на пензиите. Сметате ли дека има пари во фондот за покачувањето и дали е можеби и време да се направи сериозна реформа во пензискиот систем? Добар ден. Добар ден, убав ден, среќен ден, среќен Среќен ден, најубав ден и вам секако. Вака сега, дали е време за сериозни реформи? Па да, време е веќе. Нели, јас не мислам дека треба да се бара пари од ваму или од таму. Еве овие што ги зема буџиве горе, не треба да прават нека филозофија. Тие 78% што им ги дадат, нека ги префрлат сами, доброволно, ако се луѓе, мада не само ако се луѓе, да ги префрлат сите тие пари што ги земаат тие 78% над платите, нека ги префрлат во фондот, пензискиот фонд и еве го решението. Што бараме сега? Имал пари фондот, немал пари фондот. Како ние 40 години, јас имам 39 години и 8 месеци работен стаж. Како може да нема пари? Кај се тие пари? Кој ги земал моите пари што ги давав јас? И низа како мене, што имаат и по 40, еве сега со 44 излегуваат во пензија. Каде се тие пари? Значи со 10-12 илјади, толку сме давале ние. Каде е здравството? Бев на лекар, се плаќам, дури и завој платив таму. Значи не може тоа така. Париве се потребни. Системот не е добар. Европска унија им кажа што треба да направат. Самите, ако се паметни, треба да го решат случајот. Ви благодарам. И јас ви велам големо благодарам за јавувањето во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Најубав ден во црвена линија сте. Ви благодарам. Вака, јас сакам да кажам на моје мислење
дека во фондот, општо во државата, дека има пари, затоа што како што има пари, некој да си ја покачи платата 70 и кусур %, дека има пари и за другите граѓани во Република Македонија, затоа што сите сме исти граѓани на Републиката и дека сите го јадеме истиот леб. Лебот важи за сите подеднакво и цената е за сите подеднакво. Некој не купува некоја поголема продавница или било што. Само сакам да кажам дека сите тие луѓе, 120 или 110, колку се во собрание, за мене интересира, некогаш ме интересирало, сега веќе не, ја земаат платата одлично од нашиот грб. И тие луѓе што седат таму, седнати се од нас, ние сме гласале за нив. Дали се прашуваам дека дали ќе дојде време за гласање, дали ние ќе гласаме за нив? Затоа што собранието го ствара народот. Тие треба да работат и да прават за народот, а не против народот. Тие ќе јадат, а ние ќе умираме. Не е во ред и не е фер. Затоа што сите сме граѓани и сите сме исто. Имате уште некои 5 секунди, а ако е тоа се, останува секако да ви се заблагодарам и да ви укажам да продолжите да не гледате, за да и ве можете да слушнете што ќе кажат и останатите гледачи кои ќе бидат вклучени. Еме еден твит повеќе, да речеме, фотографија која што му припаѓа на Виктор Стевич. Ова е фотографија од паркот Жена Борец во Скопје, популарен под името Жена Паркас. Виктор напишал: порано шах играа пензионери у Жена парк и нив ли ги иселивте? А што се однесува до денешната тема, ние конкретно ве прашуваме дали е време пред се за сериозна реформа на пензискиот систем и дали сметате дека во фондот има пари за покачувањето кое што го бараат пензионерите. Добар ден. Здраво. Здраво. Вака би рекол дека у фондот воопшто нема пари за пензионерите, за да бидеме објективни. Цело време, значи од месец у месец се прави упрек у буџет за да се попуни цифрата у фондот. Така да, што колку запослените минимални се слуша добро, не? Да, ве слушаме, продолжете. Со минимални приходи, значи скоро сите вработени, нарочито у приватен сектор се пријавени на минимум. И со тие приходи не може да се покрие. Плюс, ете, текува 7:1 било порано, што верувам дека било така на времето на Јозек. Али сега мислам дека не е ни 1:1. Минимален допринос е некаде околу 4-5 не знам колко е, тука некаде, 9-6 некаде евро. Значи не може да покрие еден вработен на еден пензионер. Види вака, фондот се упропастено, имаме упропастена држава со упропастувачи на државата у држава. Значи упропастувачи, уништувачи на држава. Тие се тука поставени, значи, као народ ги гласал денес, а уствари народ не ги изгласал, него наметнати се од американците да изиграваат дека терминатори не да подобрат нешто, него да уничат што се може повеќе. Поздрав. Поздрав, благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, па и ви се чинили дека е оправдано барањето за линеарното покачување на пензиите, има ли фондот пари? Вака сега. Јас сосема нешто, ова што го имате напишано за фондот, ако се пратат во дадени моменти сите седници и сето тоа, кога се двоја тие пари, кога се буџетот се распоредува, и кога позимуваат од зајмови и сето тоа. Значи, врз база на сето тоа, да ви кажам, сметам дека фондовите ни се празни. Но, степат пари постојат. Значи, постојат пари од некаде, од некој друго место да се префрлат и сето тоа. Но јас само едно ќе кажам. Јас сум работела на изработка на личен доход. Значи, едно време, за да се земе пензија, беше 1:6 вработени, еден пензионер ќе земеше пензија. А сега каде е тоа? Тоа го немаме ние. Пензионериве ние, јас сум исто пензионер.
Јас не поречувам дека не сакам да имам зголемување на пензијата. И јас сум со некој минималец. Имам 29 години стаж, немам доволно. Сето тоа, не е тоа доволно. Но двоењето на нашите пари, кои што вели една сега претходно гледачка, сме ги дале парите тамо. Кој процент? Дали они се свесни со кој процент сме ги давале? Тоа е минимален процент кој што сме двоеле. А од тие 20% или 25% колку сме двоеле, тука имало здравство, детско, за... Благодарам многу пред себе што и преку вашето лично професионално искуство споделивте кое е вашето ведување во однос на она за што зборуваме. Сепак ќе подсетам 90 секунди не е време трењето, тоа е правилото на Црвена линија и ве поканувам во текот на ова издание ако можете повторно да се вклучите, а останатите кои што ќе ги вклучиме ве молам само внимавајте на времето. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Благодарам. Вака, фонд има пари за пензионерите. 19 милиона каде се уште Царовска што ги пронајде, каде ги однесоа, кој ги однесе парите од фонд што го искрадоа. Друго, пензионерите што се со мала пензија, самата СДС беше на власт и ги луѓето ги затвори фабриките и ги остави луѓето на улица. И затоа со малите пензии не оставија да трпиме за леп. А пари за нив, кога има за нив, има и за нас. И треба да дадат на луѓе да живеат. Ако сме ние стари, треба ли да умреме? Не треба да живееме. Треба да живееме. Тоа нека ги е јасно на сите. Него треба тука да има некој од владата кога се јавуваат пензионерите да слушат. И треба да поканите некој тука да има покрај вас и да слуша што зборат пензионерите и како живеат и како обстануваат. Дали имат да јадат, дали имат да се лечат, дали имат од што да живеат. Срамота што работат оваа со луѓето. Нели ги е гре? Благодарам многу за јавувањето и секако еве ќе истакнам дека и без да седи некој од оние кои што нели посочивте дека треба да бидат до мене, верувајте ми, слушаат се она што има да го кажат гледачите, подобро да речам граѓаните. Еве уште еден твит кој што е од вчера, со оглед на тоа што вчера беше големиот трет поред протест на пензионерите. Недопирлива напишала: денес во Скопје, се мисли на вчера, голем протест на пензионерите од Македонија. Додека власта е нема, на средба ги повикал евроамбасадорот Герот и бил чудо невиден, бидејќи никаде во светот не видел протест на пензионери. А сметате ли дека во фондот има пари за линеарното покачување и остварување на барањата на пензионерите? Всушност, дали е и оправдано ваквото барање? Добар ден. Добар ден. Повелете Црвена линија. Црвена линија со Тина? Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Видите, пензионер сум, меѓутоа пензиите и во фондот има пари доволно, ова е игра некоја без граници со нашите луѓе, пензионери кои едва составуваат крај со крај. Ама треба и реформа во фондот. Не може да има толку пензионери и толку инвалидски пензионери. Многу луѓе си работат приватно, а се во инвалидска пензија. Значи треба некоја огромна реформа да се направи. И сите пари што се одвајаат, ова речи за образование, за ова, за она, предходната гледачка. Само за пензijsko осигурање се одвајаат и парите мора точно да се накупче за што ќе се применуваат. Не може сега има пензии, сега нема пензии. Ние сме шетани по светот, по Европа, ваму, тамо,
државата гарантира за штедниот влог и за пензионерите кои штеделе во цело време во животот, штеделе и ставале во фондот. Значи, кога се раздвоиме од Југославија, работите требаше си. Времето уште еднаш ќе подсетам 90 секунди. Out of order на Твитер го има напишано следново. Ќе видат за брзо сите пензионери како колабира пензискиот фонд. Што си посеа, тоа ќе жнеат. А ние ве прашуваме време ли е за сериозна реформа на пензискиот систем и дали сметате дека во фондот има пари за да се оствари линарното покачување кое што го бараат пензионерите преку протест. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно само. Добар ден. Добар ден, црвена линија, повелете. Ќе морам да ви исправам, а тоа дека пензискиот систем во државата е веќе реформиран. Ние имаме до сега двостолбен веќе пензиски систем, со тоа што мислам дека од 2004 или 2005 навака сите вработени уплаќаат во двата столба. 30% се уплаќа во вториот систем, 70% се уплаќа во државниот фонд. И тука настанува првиот проблем, затоа што 30% од уплатите по основ на пензија секогаш мора да се префрлат во вториот столб. Втората работа што прави проблем со пензиите е тоа што од 2014 до 2016 согласно законот што беше валиден тогаш, а беше замрзнат, на пензионерите не им се исплатени 6 усогласувања на пензиите, туку им се дадени 2 пати по 600 денара линеарно. Треба да го повикате, драги Аргировски, тогашниот председател, да објасни како настана дупката во фондот од 19 милиона евра. И зашто тогаш молчеше кога беше суспендиран законот за усогласување на пензиите. Ако тогаш пензиите се усогласуваа согласно законот како што предвидено, немаше да го имаат пензионерите ова ниво на пензии сега минималната. Да бидеме реални. Третата работа што сакам да ја кажам е тоа дека пензионерите треба да бидат свесни дека некои пензии, како што се семејната, инвалидската, во ниеден случај не може да ја достигнат пензијата што е усвоена. Но секако ќе мора најверојатно да повторам, само внимавајте на тајмерот. 90 секунди го објавуваме така да чина може да се мери времето. Благодарам за вклучувањето. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Повелете. Поздрав до вас и поздрав до емисијата. Поздрав и до вас секако. Одлична тема имате одбрано за денес. Сега нешто сакам да кажам во врска со пензиите што се во Република Македонија. Ретко каде во светот има вакви драстични разлики како што има кај нас. Сега, ама има и една друга работа што никој не сака да ја каже или признае. Голем дел од граѓаните кои што имаат остварено пензија, пензијата им е минимална од 13.000 денари, тие во нивниот работен век имаат околу 15 или 16 години работен стаж. И како може со 15 години работен стаж тој да зема пензија од 500 евра? Тоа нигде во светот не може. Може само да потенцирам, значи како случајно добив информација од човек кој што работи во Австрија. Вика, австријска пензија, ако живеам во Македонија, таму ќе ми доделат 200 евра, а доколку живеам во Австрија, ми доделуваат 800 евра. Значи, таму ги имаат пресметано колку му треба нему за основните потреби за живот. Така да не може пензионер со 15 години стаж или 12 што остварил да зема голема пензија. Благодарам многу за јавувањето. Ета, слушате досега што рекоа сите оние кои што активно се вклучија во ова издание, па да продолжиме со вас. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, Тинка Детелика. Голем поздрав до вас. И до вас. Јас се слагам со луѓето кои кажаат дека фондот е осиромашен за 19 милиони. Тој сега се надополнува, ама постепено. Како се надополнува, не знам. Сакам да кажам дека има поголем број на пензионери, одошто
заслужуваат. Зошто го велам така? Во пензискиот фонд знаете кој е запослен. 70-80% се запослени од албанскиот фактор. И тие мислам дека диктираат услови. Нека не ми замерат албанците, немам ништо против нив, јас ќе кажувам вистината. Многу албанци кои не заслужуваат дали по години, дали по некоја друга работа, да бидат пензионирани, да зимаат пензија, зимаат затоа што знаете како се вршат тие работи, со мито или со родбинска врска. Јас мислам дека кога би се направило една контрола, доста пензионери би отпаднале од тамо. А уште ова ќе кажам, овој пат треба, и не само овој пат, линеарно сите да добиваат. Затоа што, вие ако имате 40.000 пензија, 90 секунди измина, секако ќе ви се заблагодариме и вам за учеството. Ева уште еден твит. Дарко Арсовски напишал: ги разбирам, мисли на пензионерите, знаат дека немаат многу време останато на овој свет, за да ги мафтаат приправници и идат директ кај менаџерот. Како и да е, продолжуваме со вас. Сметате ли дека има доволно пари во фондот за да се остварат барањата на пензионерите, односно да се случи линеарното покачување на истите, и дали е време можеби и за уште една нова сериозна реформа во пензискиот систем? Добар ден. Ајде, добар ден. Секој добро, повелете. Нека е на помош денот тие што имаат име Димитар, Димитрije. Така и Црвена линија им честита имен ден на сите оние кои што го чествуваат овој ден. Видете, време е за сериозна реформа, не само во пензискиот. Реформи треба во цела држава. Ова анархија што владе 33 години, кога би се искоренила, задоволни ќе бидат и пензионери, и работници, и сите. Не може со милиони суми да се кради, никој да не одговара. Кога ќе вратиме од последните 2-3 години уназад, Луи Витон со ташната, Бог изнел толку, нема одговорност, Груевски изнел толку, Мјалков толку. Значи, да не се кради, да има еден ред, да видите како ќе се опре Македонија. А може, ние сме 1.500.000-600 со најново сега како што иселени, може да се обстане. Пензионерите ќе бидат задоволни се. Еве, пак ќе го речем, па имат представник во владата. Во владата, во собранието, генералот Николовски. Па таа станка, нели, учена, писмена била, правни во која фирма. Што не застана меѓу првите редови на пензионерите. Затоа пак ќе речем, да нема крадење, да има еден ред, да има закон, да нема анархија, да видите како сите ќе бидеме задоволни. А вака генезата 33 години се влечи. И уште ова да ќе имам некоја секунда. Како ќе ме пример ќе земе Стручкиот градоначалник? Сакал воз Ауди од 80.000 евра. Па не е само тој, колку градоначалници не сакат таква кола, сакат еве ги парите. Од тука 20 милиона, од тука еве ги парите. Благодарам многу за јавувањето. Ева уште еден твит на Гоце од Прилеп. Напишал: треба сите вработени во приватен сектор да излезат на протест и да кажат: не даваме пари за повисоки плати на функционери, во заграда министри, заменици, министри, директори, пратеници, градоначалници, суди и директори. По 2 јавно обвинителство и судство, администрација и пензионери со високи пензии. Па дали има во фондот пари за остварување на барањата на пензионерите и дали се според вас оправдани ваквите барања за линеарно покачување? Добар ден. Добар ден. Повелете. Се извинам, сакам нешто да кажам, нешто за во врска со остварувањето правото на пензиите и дали фондот има доволно средства за исплата на пензиите. Јас мислам дека нема доволно средства за исплата на пензиите, пошто владата, државата донесе закон на работени со високо образование да ги пријави на минималец и на 4 сати.
Дали ние имаме бројката колку се луѓе вработени во Македонија, на 4 стати се пријавени, таму се плаќа пензиска, се плаќа упола. 6 месеци, година работите се размина за 6 месеци. И од каде пари ќе има во фондот за да си тоа пензии? И ово сакам за реакцијата на пензионерите кои се со минимална пензија, дали они биле свесни кога работеле, на која работна задача работеле, колку им бил личниот доход, дека од нивниот личниот доход што го примале 22% им се одбивало за пензиско. И они со 15 години работен стаж, што очекувале дека ќе земат 500 евра, 1000 евра пензија онакото? Јас мислам дека тоа е реално онако према фондот, пресметува према личниот доход што се го остварувале за време на работата, за работниот стаж и за висината на стажот. Зависи пензијата. Јас работев во фондот за пензиско и да, тоа ги знам сите тие работи. И јас пензијата знаев дека ќе ми биде толку и немаше да очекувам дека ќе имам 1000 евра пензија. Благодарам многу за вашето јавување. Сега пристигна и времето веќе за реклами. По рекламите знаат сите оние кои што редовно не следуваат резултатите од Instagram стори анкетата. Тука уште едно подсетување пред се да не заследите на Instagram и секако на Facebook и Twitter. А на денешното анкетно прашање дали оправдано барањето за линеарно покачување, со да одговорија 82% од инстаграмџи, со не одговорија 18%. Оно што секако ќе се покачи за многу кусо време е адреналиното, добро расположение. Имаме врнежлив ден кој што е одличен да го посветите на играта во заврти на Телма. Ќе ве пречекам во мојата втора канцеларија. Тука ќе ви се заблагодарам на сите вас од Црвена линија што земавте активно учество во ова издание, но и ќе ве поканам секако истите гласови да ги слушнам и во заврти на Телма. И не заборавајте, и денес имаме супер вредна награда, онака во среда среќен ден доделуваме нов фрижидер. Се гледаме за кратко.